Расцепканоста на македонскиот аграр може да не направи извозно зависни. Откупувачите велат дека покрај другите закани, ситните и расцепкани обработливи површини даваат мал приход, големи трошоци и ги бркаат фармерите од нивите. Тоа е многу болна точка кај нас и вака како што оди работава, ја не сум оптимиста за во наредните 10 години може да се случи во Македонија да се увезват земјоделски производи од тоа расцепканоста и ситност на производствените капацитети не дава гаранција дека луѓето немаат САП со мали производствени капацитети да воопшто работат земјоделие и за тоа сите барат некоја екзистенција надвор од државата. Окрупнувањето е добро замислено, треба да се поработи на тоа, треба да има некој начин како сето тоа да се уствари кроз субвенции или кроз не знам што, оти вака како што оди не ме бендисува. Ресорниот министер Аријанит Хоџа истакнува дека во скоро сите плански региони се спроведува процесот на консолидација на земјоделското земјиште. Овој проект досега е целосно спроведен во село Егри, каде проектот влегува во втора фаза. Со средства од ЕУ започнавме многу проекти за развој и модернизација на земјоделството. За нив ќе известуваме тековно. Со поддршка на ФАО, преку проект финансиран од Европска Унија и ФАО, се спроведуваат современи проекти за консолидација на земјиштето. Овие проекти се спроведуваат за прв пат во историјата на државата, што ја позиционираат Република Северна Македонија како лидер во регионот за спроведување во вакви сложени структурни земјишни реформи. Во 7 подрачја од државата започнати се проекти за консолидација на земјоделското земјиште, а во село Егри консолидацијата е завршена и ова лето започна изградба на земјоделска инфраструктура во вредност од околу 500.000 евра. Малата површина на земјоделското земјиште по стопанство од 1,8 хектари во просек и прекомерната расцепканост на 5 или повеќе просторно оддалечени парцели е најголемиот структурен проблем со кој директно негативно влијание има на конкурентноста на македонското земјоделство. Поединечните парцели со просечна големина помеѓу 0,25 и 0,6 хектари честопати се со безпристапно наводнување и одводнување и соодветна патна инфраструктура. Директен резултат од неповолната структура на земјиштето е ограничениот обем на производство, зголемените трошоци за гориво на транспорт од една до друга парцела, неможноста за примена на современа технологија, што ги лимитира вкупните приходи во земјоделството и спречува реализирање на развојни планови.